дом во услови на парламентарна демократија, центарот каде што ќе се случува и кај што ќе се одлучува за едината на македонската држава. Мислам дека кај нас изместени работите. Ние сега може да тврдиме дека е тоа заради начинот на кој се влада и ВМРО ДПМН, Димовски ќе спомене дека и во минатото било значи ние можеме да се навратиме на проблемот кој е акутен. Дали парламентот го има вистинското место во нашето општество, дали законодавната власт е потисната пред се од извршната власт. Ја мислам дека во вакви околности во кои сега функционира политички живот во Република Македонија, парламентот и самиот тука ја префрлам вината на оние кои се побрани од нас, не се избори за своето вистинско место. И на моменти чувствувам дека може парламентот многу повеќе со тоа што не наметнува теми кои некогаш нема да бидат по волја на владата или на министрите. Да речеме, вие се фативте за пратеничките прашања кои ќе се доуредат сега, мислам дека вие многу поефикасни ако се прифатат другите искуства, затоа што се гледа на тапет најмногу е премиерот и подобро да прифатиме некои други европски искуства или светски искуства, да има премиерски час и за тој час да го прашаме премиерот и да си брка работа, отколку цел ден таму да чека да прво да се изредат неколку опозиционери, па неколку од позицијата кои ќе го фалат и тој ќе одговара пола ден. Значи мислам дека ќе биде поефикасно и тука сме блиску веројатно до договор кој ќе се одблокира таа работа. Битно е дали интерпелациите кои стана сега исто така тема на анализи се во интерес на поголема контрола на извршната власт или не се и така натаму и така натаму. Но во секој случај не поминала до сега. Не поминала, не затоа треба да тоа е во генерално во историјата 20 годишна во македонската демократија. Затоа воведовме со новиот закон за собрание кој што се донесе пред скоро, воведовме неколку нови институти кои што реално може би се уште не сме почнали да ги користиме во целост. Надзорните расправи се многу сериозен елемент кој што е по препорака на нашите меѓународни пријатели. Значи на тие надзорни расправи на силите во парламентот дава комоција сега на се распоредот на силите, не мислам, тоа е реална распоредба, тоа зависи од граѓаните, не зависи нити од Бучковски, нити од Димовски, во некои следни парламенти мислам дека ќе се поправат работите. Има време. Меѓутоа, ние мораме, без разлика на сооднос, значи без разлика на вашата нервоза од аспект дека реално понекогаш сум забележал ваши колеги не можат да постигнат со обврските кои што ги имаат, поради тоа што полесно е да распоредите обврски на 60 пратеници отколку да распоредите обврски на 18 пратеници. И јас ви ја разбирам улогата и позицијата како опозициони пратеници. Меѓутоа, еве, оваа власт донесе закон за надзорни расправи. Таму може да биде повикуван било кој представник на извршната власт и да дава извештај за сработеното, за спроведување на законите и така натаму. Изгласавме исто така формално постоење на буџетски совет. Значи одиме кон независност на собранието во смисла на финансиско одвојување од извршната власт. За позитивните исчекори кои јас не би сакал да ги спорам, но фактичката состојба е дека е нарушен политичкиот диалог во парламентот, дека не присуствуваме повеќе од 9 недели на координациите, тоа е загрижувачко. Тоа да го коментирам, значи сепак сметам дека во 2009 за позитивниот извештај што доби Република Македонија, лавовски дел, позитивен, одработи парламентот. Затоа што беше единственото место каде што може да се демонстрира дека има политички диалог. Најдовме заеднички јазик за неколку клучни закони. Сметам дека сега лошо ја тераме работата. Генерално говорам. Затоа што се плашам дека минатата година, сакајки да не стимулираат сите нас, најмногу ВМРО ДПМН и власта, за некои работи ни прогледаа низ прсти, имавме позитивен извештај и не беа толку критички забелешките за неколку области, што се не би ги повторувал. Се плашам дека оваа година на површина ќе излезе сето она што и ние се плашиме и во нашите дебати, дека можеше да биде и подобро. Да не набројуваме сега што се случуваше. Ги тргам 2-3 закони. Мислам, не, можеме за деловникот да збориме, значи најмногу за деловникот, за деловникот, затоа што тоа ќе отвореше простор да продолжи добрата практика од минатата година, да барем парламентот кога ќе штиклират на крајот до годината ќе рече да, овде добро се одвијаат работите. Уште кога би се вратила и ДПА, мислам дека тамо една парламентарна демократија како што Република Македонија ќе рече добро,
во делот на основните што ни ги даваат оцени. Нивото на демократија задоволително, одиме понатаму да ви не дали имаме проблем, да остане изолиран проблемот само Што е проблемот во собрание, господине Бучковски? Значи, 3 работи потенциравте таму или 2 работи. Прво деловникот. Вие знаете дека експлодиравме на некој начин за ревизорските извештаи. Сега ќе 3 работи настана проблем. за деловникот. Вие имавте 20 и неколку забелешки на поштечкиот деловник. Значи, практично, сите освен една, ви ги прифативме, а таа една ви ја прифативме на некој начин половично. Вие баравте да има на секоја седница обавезно точка предложена на дневен ред од страна на опозицијата, што би подразбирало можности за информација, иницијатива и така натака и така натака. Ние ви викаме покрај сите 22 што сме ви ги прифатиле, забелешки, ви викаме, ајде ова, ве молиме, нека биде половично, нека не биде точка во која што би можела да се стават информации, иницијативи, вака, нека биде предлог на закон. Ако дискутираме за некој предлог ваш, дај да видиме законски вие како мислите тоа да се реши. И сега вие не држите нас во уцена, не држите во уцена, ни викате или прифатете се, или ние излегуваме од координација, па ќе ви пишат негативна оценка. Не е тоа целта. Негативна оценка Европската унија. Еве да се договориме. Сите ви ги прифаќаме, освен таа половично каде што ви ја прифаќаме. Што е битно за граѓаните на Република Македонија? И зошто бевме ние спровоцирани? Баравме да има една точка. За конкретен случај беше и нашето барање. Нели гледат и последните анкети дека говорат дека за проектот која одбележа оваа година. Не праша така Драган, Скопје 2014. Можеме и за тоа да ве Не. 66% од граѓаните имаат негативно мислење. Ние баравме на почетокот, значи има веќе повеќе од 6 месеци да расправаме како ќе се трошат парите на граѓаните. 200 милиони се многу пари. Реално се дали се 200 милиони, меѓутоа тоа е добра алатка која што може да се 300. Тоа алатка која што вие пуштивте во јавност и они трче се објасни. Можеме и точка по точка. Меѓутоа, ајде да ви кажам за проектот Скопје 2014. Скопје 2014. Главната дилема која што вие како Социјалдемократски сојуз ја отваравте во собрание беше како тој проект ќе влијае на меѓуетничките односи. Има еден институт. И второ како ќе влијае на Има еден институт. Има еден уставен институт во собранието на Република Македонија, Комитет за односи меѓу заедниците. На тој комитет се отвори таа расправа, колку од вашите колеги присуствуваа и дебатира. Немој да ми го спомнуваш комитетот. Него го растуривме и да знаете дека тоа ќе влезе во колеги од СДСМ дојдоа и дебатираа за проектот. Него го растуривме во онај момент кога сега не доаѓате на тоа, мислам кога по изборот за пратеник преку ноќ стана колешката Кипаризовска Влаинка и кога има Јас зборам за сега, не за пред 4 години. Тогаш веќе се наруши. Пред месец и пол, Джевата Деми отвори расправа за проектот Скопје 2014. Деми не можеше да ве собере вас. Не беше до нас. Последно прашање. Како да добиеме парламент во интерес на граѓани, а не во интерес на партии? Без оглед на сите институти кои што ги има, без оглед на статистики, без оглед на протоколарност, зборам за суштина. Драган, искрено, мислам дека тоа не може да биде прашање на ниту една одлука или на ниту еден закон. Значи, јас гарантирам дека во таа смисла овој парламент е подобар од претходниот, а претходниот е подобар од претходниот. Прашање е колку ги динамизираме тие процеси и колку околностите дозволуваат тие процеси да бидат динамични. Многу е значајно било кое парламентарно мнозинство што ќе биде во следниот, во вториот, во третиот парламент да остане на таа траса дека секој следен парламентарен состав ќе направи исчекор бар онолку колку што ние во последниве 2 години направивме со носење на законот за собрание, со формирање на независен буџетски совет на собрание, со уведување на надзорна расправа, со формирање на институтот, парламентарниот институт и така натака. Ние ги формираме до прва тие институции во собранието. Сега тие треба да заживеат, следниот парламент да формира нови и да даде подстрек новие и ќе се добие. Не викам за 100 години, меѓутоа ако очекувате дека тоа може да се случи преку ноќ, апсолутно очекувањето е надуено. Според моје мислење има простор да се подобри квалитетот на работата на парламентот и тоа веројатно ќе се направи. Дали новиот парламент кој што е очигледно дека ќе се формира на крајот од оваа година или на почетокот на идната, но ќе остане дилемата дали моделот кој го имаме, тој е пропорционалниот модел, стимулира квалитет или не.
ние големите партии секој пат ќе смета дека овој модел е добар за Република Македонија. Дали може да биде подобар? Онака како што сугерира дел од нашите партнери, пред се од Националниот демократски институт, да има отворени листи, сметаме дека во овој момент Република Македонија или трет предлог на мнозински модел, да има 120 пратеници, секој со секој како што имавме модел, дали